Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Повторно сме заедно ова попладне, меко и убаво, кое најавува некаква пролета, никако летото да дојде, тоест пролета во својата вистинска димензија која треба да настапи некаде при нејзиниот крај во мај, почетокот на јуни. Но ете, тоа е што е. Во секој случај постои една мала депресивност на ниво на целото пучанство, што би рекле кроатите, и еве го сега оној вид на сурово будење кое граѓаните и граѓанките на Република Македонија го имаат во своите глави, од кои тешко се ослободуваат после цела онаа еуфорија и обид за борба против силите на злото, кој за жал заврши на некој начин како издишан балон, но тоа е една енергија која се уште постои, ќе видиме како ќе се одвиваат нештата, но во секој случај нештата се одвиваат на чудесен начин, би рекол дури морбиден. Како и да е, ги имаме кемтрейловите кои се појавуваат на небото на Скопје, значи може би има нешто што ги депресира луѓето и ги тера во некоја пасивност и дефетизам, но исто така и она Тур де Балкан, така наречениот Брус Ли, иначе неговото име е Хојт Брајан Ји, по потекло виетнамец кој работи за Стейт Департментот, но кој на еден неверојатен начин успеа да ги издрибла нашите главатари и да воспостави една ваква индокинеско-виетнамска депресија во сокаците на главниот град на оваа држава, наречена Република Македонија се уште. Во секој случај, еве, сега би го поздравиле така наречениот Брус Ли, кој успеа со еден неверојатен покерски блеф да ги издрибла сите наши лидери и да воспостави една ваква полудепресивна и крајно надреалистичка атмосфера во државата. Затоа го поздравуваме со песната Брус Ли. Ете, кога политиката се претвара во пародија, тоа беше и овој момент, овој мал музички интермецо што ви го пруживме за да ве разбудиме малце, да ве освестиме за реалната ситуација. Иначе ние сме следбеници на рок-н-ролот, но никако не можевме да одолееме на ова чудоредие, ова мало уметничко драго камење кое се изли пред нашите уши, нели, со своите вибрации. Но како и да е, светската политика навистина е претворена во една пародична приказка каде што од сите страни се случуваат крајно гротескни ситуации полни со хумор, но и трагикомичност, би рекол. Но како и да е, тоа е веројатно судбината на ова време кое на некој чуден начин со целата своја комплексност и противречност создава вакви крајно парадоксални ситуации. Брус Ли или Хојт Ји, како сакате, беше момчето што ги издрибла нашите поглавици, но тоа е тоа. Он конечно дознавме дека бил во некаква своја приватна мисија или во мисија на Deep State или длабоката држава, што велат теоричарите на конспирација, но и ние добри познавачи на светската политика, посебно познавачите на онаа длабока политика која е невидлива, која се случува зад кулисите, која е политика на темни сили, таинствени, конспиративни траектории кои тешко се ловат, за која граѓанството појма нема, всушност кога би знаело сигурно или би превзело некои лудачки офанзиви или би потонало уште поголема депресија и дефетизам.
Конечно мислам дека овој дефетизам, ова овчедушие, ова депресија која ги пука граѓаните на Македонија, кои до пред некое време само беа крајно вехементни и желмини за промени, сега одеднаш папса, всушност тој песимизам е нашиот најголем непријател. Ние треба да се бориме прво во себе, за да успееме да го победиме тој мрачен однос кон реалноста и посебно тој комплекс на инфериор што го имаме кон собствените капацитети и сили. Навистина со децении веќе го гледам тоа на ниво на нашиот народ и тоа е многу жално, иако има феноменални луѓе кои можат да потегнат и да направат чуда, но ете тој страв, тоа чудно убедување кое е воспоставено дека ние не вредиме ништо и дека сме обични папани е навистина толку предоминантно и толку расширено што тоа е една неверојатна кочница за нашиот напредок и било што успешно што би требало да го превземеме во оваа наша животна сторија која тераме како народ, како нација, како општество, како граѓани на Република Македонија или воопшто граѓани на светот, ако сакате. Како и да е, тагата се претвара во некоја апатичност и тоа се полека делува, вибрира низ просторот и ние гледаме некои такви спори, слики кои не ветуваат ништо посебно, нит лошо, ни добро, туку една жабокречина, би рекол, едно мочуриште кое ќе се случува веројатно понатака, но сега тоа е некој живот. Дури би рекол дека токму во мочуриштата врие од одреден тип на живот. Но тоа е што е и едноставно мора да се соочиме со тоа и да бараме излезни решенија пред се во духот, пред се посветувајќи му се на неименливото, на она што е насекаде, што е бескрајно, што е единствено релевантно во овој живот, тоест на Бога и оттаму да се добие инспирација, да се добие некоја цврстина и сила и визија и желба, нели, да се воспостави правдата на некој начин. Тоа би било најдобро да се направи, нели, легалистички со помош на инструментите на системот, но сега сето тоа е веќе парализирано, луѓето се во голема параноја, почнува едно политичко насилство, ќе видиме до каде ќе тера, дали тоа ќе спласне во име на некој социјален мир кој ќе се воспостави во државата под владетелството на новата влада, или тоа ќе биде повторно некое големо незадоволство од народот на оваа држава, тоа ќе видиме, тоа времето ќе го покаже, но во секој случај тие веќе уште неформирани почнуваат со активирање на СЈО, што значи дека нивната основна платформа, да не кажам основна стратегија за тоа што следува во понатамошните месеци па и години, зависи колку ќе додржат на власт, ќе биде еден систематски реваншизам и веројатно некакви популистички, шминкерски, би рекол, палиативни, што би рекол Арбен Џафери, промени во македонското општество пред се на социјален план. Веројатно тоа ќе може да се тера некое време, но потоа ќе треба да се генерираат материјални средства за да може да се санира потребата на општеството и тоа е секако еден голем предизвик за било која гарнитура што би воспоставила власт. Што да се каже, таков е навистина животот, понекогаш човек не знае ни што да каже, прво да не ги повреди тие што ја довеле ситуацијата ваква каква што е, практикувајќи политики на попуштање, да речеме, или на неконсеквентност или недоволна информираност од една страна, од друга страна па не би сакал да им дадам кредит на овие луѓе кои станаа власт на еден насилен начин со помош на меѓународната заедница и со помош на маса недолични постапувања визави она што би требало да биде реал политика, но
Всушност овде се иде на еден екстремен опортунизам и тотално пренебрегнување на онаа морална димензија на политиката која е секако многу важна. А да не се навраќаме пак на сите оние кршења на одредени договори, без оглед дали тие биле неподпишани или подпишани, но функционирале на некој начин во пракса и цело тоа подметнување од страна на меѓународната заедница и тоа крахирање фактички се случи токму во моментите кога веќе сите пречки беа надминати. Македонската држава воспостави една цврстина, се роди еден скоро херојски тип на вибрација меѓу граѓанството. Граѓаните почувствуваа дека се фактор на одлучување во оваа држава и одеднаш дојде до тоа помалце разочарувачко, би рекол, или повеќе разочарувачко кршење од страна на Брус Ли, на нашите преговарачи, на нашите decision makers и сето тоа, целата машина, целиот систем кракна и отиде во ендек. И сега треба време да се санира сето тоа. Треба времето и едноставно рекапитулацијата на нештата да доведе до извлекување на одредени рационални консеквенции кои би воспоставиле ново плато за градење на нови изрази на волјата на граѓанството и тоа сигурно ќе оди доста тешко затоа што сега силите на злото влегува во офанзива и кога, како што рече еден мудар пријател, ќе издаете наредба за напад, а токму во процесот го стопирате сето тоа, тогаш поразот е неминовен и еве, навистина се случува тоа, но тоа се тие наши аналитичари и советници кои не успеа да го прокужат блефот на Брус Ли, кој ги прелажа сите заедно. Едните би рекол и другите и на крај се најде седнат пред комисијата на State Department, но тоест пред конгресен еден комитет составен од 12 начинан конгресмени, републиканци и демократи кои го испрашуваа, во прва постава 5 од нив и тука Брус Ли навистина пројде лошо. Значи, неговите искази беа отфрлени, сега неговата кариера е загрозена, веројатно ќе биде жртва на собствениот волунтаризам и ентузијазам што го пројави визави длабоката држава. Дури демократскиот конгресмен не му го купи сведочењето, на еден помалце и циничен начин го утврли, што се виде на body language-от на Брус Ли, кој беше утепан на некој начин, но народот стар и мудар кажал, кој душман ќе влезе, жив нема да излезе. Нешто слично и со Бейли се случува. Не гледам трагови од неговата екзистенција на калето. Веројатно 15 шерифи конгресмени го однесоа со себе за тамо да биде исто дрилан и воспитуван според принципите на Женевската конвенција. Но имаме слаба утеха кога сето тоа дојде предоцна, што викаат коњицата овој пат задоцни. Квинтесенција со Ацо Станковски. Не треба да се претвориме во лигави калимеровци кои ќе ламентираат наоколу како нема правда во овој живот, туку треба да се организираме и повторно да се вратиме на она ниво на кое човекот е достоинствен и исполнет со некаков ентузијазам на самиот живот. Но тоа не иде така лесно, посебно кога човек ќе се скрши и ќе падне во длабочините на пеколните ужаси. Меѓутоа, за се има лек, па така и овој пат треба да се консолидираме и да ја обновиме нашата сила, едноставно да видиме што е она што може да се стави во функција, а што е она што треба да се утврли и едноставно влече надоле кон небиднината.
Затоа тоа секако треба и време и еден духовен мир, би рекол спокојство со кое ќе се пристапи непристрасно на нештата и ќе се согледаат од целата нивна комплексност, сите нивни финеси, за да се види навистина што и како функционира во една, да речеме, идеализирана или совршена реалност на оно што е прагматизам на самото граѓанство, прагматизам кој всушност е свртен кон самиот живот, како живот кој треба да има повеќе слобода на сите планови, повеќе разбирање меѓу самите партиципиенти во ова општествено конфигурирано здание, наречено држава или град, како сакате, урби, орби, свет и град. Но како и да е, веројатно дека е потребно едно одмарање, да речеме, но неуспиеност, затоа што непријателот константно работи и токму во овие моменти кога опонентот е грогиран, нели, тешко се снаоѓа да остане на нозе, кажано со боксерски жаргон, тогаш непријателот ја фаќа својата шанса и почнува да удира безмилосно за да го кутне, тоест да не кутне. И сега само звончето, гонгот може да не спаси во оваа ситуација и да видиме дали ќе дојде до такво нешто. Мислам дека едноставно стратезите на целата оваа работа не издржаа до крај за да се спротивстават на сите трикови со кои располагаат силите на злото, мислејќи дека Брус Ли е добар гарант, но како што видовме, Брус Ли беше еден обичен турист кој веројатно, ова е само предпоставка за добри финанси или поради лојалноста на неговите шефови во длабоката држава, влегол во ваков аранжман кој на крајот, како што видовме, скапо ќе го чини, ќе изгуби веројатно кариерата и ќе биде прогласен за unreliable, што е многу тешка квалификација во тие структури, посебно кога сте вжлебени во структурите на една курентна империја која владее со светот, но која е во состојба на почетна, но веќе видлива деградација, која едноставно почнува да влегува во некоја фаза која веќе изгледа ќе оди и ќе ја внесува во уште поголеми внатрешни конфликти на ниво на светот. Сега од оваа мала жабокречина во која се удавивме последниве недели да скокнеме во белиот и голем свет и да видиме што тамо всушност се случува, тамо не се случува ништо поинаку од тоа што се случува тука. Гледаме дека големите сили се сега ставени во некоја чудна, вознемирена пасивност и како да чекаат да се случи нешто кај едниот или кај другиот. Од друга страна пак, вчера го видовме оној чуден воинствен танц во Сауди Арабија во која партиципираше претседателот Трамп, но и државниот секретар Тилерсон и другите негови луѓе. И тоа беше манифестација на некој фолклорен ритуал кој шеиците го имаат како еден вид спектакл. Но ако тоа го толкуваме на еден езотеричен начин, ќе видиме дека тоа е всушност еден борбен танц кој инаугурира некаков план, а тоа е можда планот на Сауди Арабија да со помош на американската хегемонија, нели, да воспостави одредена доминација во зоните кои за нејзе беа голем предизвик, а не успеа тоа да го направи покрај огромните финансии што ги внесе во финансирањето на Даеш или ИСИЛ, како сакате, на исламската држава, кои не вродија со плод, посебно во Сирија, кога на сцена стапи руската армада, а тука беа како сојузници исто и Иран и Хезбола, па дури Турција им се приклучи во одредени региони, така што сега таа огромна сила која е тука поставена бара соодветен одговор
Но видовме дека Америка исто така беше присутна во регионот и тоа што беше присутна не ги многу промени нештата и самата декларација на председателот Трамп дека прва задача во користењето на американската војна сила ќе биде истребување на ИСИЛ од Ирак и подоцна ако даде Господ Сирија, нели? Доколку Путин тоа му го дозволи, тогаш тој значи влезе доста сериозно, дури го имаше проекција за зголемување на буџетот на Пентагон за некои 93, а сега испадат на 56 милиарди долари и требаше, нели, со сите сили да удри на исламската држава, но веројатно меѓувреме луѓето од тајната држава му рекоа дека всушност тоа се само псевдоподи на американската хегемонија. Така да човекот се збуни. Во секој случај, ова што сега се навева овој боречки танц, овој воинствен танц во Сауди Арабија, тоа може да значи дека сега американската хегемонија ќе ги исцица парите од саудиците, а за возврат ќе им даде оружје кое саудиците ќе им го дадат на ИСИЛ и ќе продолжи целата агонија. Ние видовме дали се работи за неспособни армиски капацитети или страф или недоволна мотивираност или па некаква игра, иако не верувам, зашто секаков тип на заткулисна игра во овој случај би бил само контрапродуктивен акт на обратна десолуција, всушност на губење на авторитетот на војните сили на Америка, а тоа е случајот Мосул. На операцијата за зеземање на Мосул, која немаше, значи, некои обструкции на интернационален план, да речеме во Советот за безбедност, како што тоа се случи при случајот на обсадата на Алепо, која беше заземено за една недела, а потоа уште една недела се чистеа тие pockets of resistance. За разлика од тоа, Мосул го заземаат со месеци. Еве, например, сето тоа почна месец дена пред изборите, председателските избори во Соединетите Американски држави, а тие беа негде во октомври, чинам, и тоа траеше или ноември, све се измеша, но не е ни битно. Да речеме дека таа операција почна во октомври и трае сега до крај скоро на мај, а тоа се месеци и месеци и тие никако не успеваат да го заземат Мосул. Што значи тоа? Тоа значи дека се некомпетентни, дека се неспособни или можеби има некое тактизирање со ИСИЛ, кој всушност е притаен сојузник на USA. Кој би го знаел сето тоа, мислам, посебно на таа територија? Во секој случај Мосул не е заземен, се уште има цели квартови, цел западен Мосул е во рацете на ИСИЛ и едноставно таа операција всушност беше голем блаф, голема срамота, би рекол, голем пад и брука за американската воена сила која сакаше тука да демонстрира еден блицкриг и една ефикасност, но не успеа во тоа. И кога ќе ги споредиме случајот Мосул и случајот Алепо, гледаме колку всушност се посилни фактички тие Асадови, руски, ирански сили, силите на Хезболах визави ова американско-ирачка коалиција. Исто така, за разлика од Мосул, кој нема други стратегиски големи непријатели, сега гледаме дека всушност во Алепо цело време биле внесувани командоси и друга сила, нели, од страна исламската држава и се обидоа тука да направат што е можно поголем отпор, дури на моменти нарекувајќи го Мосул како еден блискоисточен Сталинград, мислејќи дека тука ќе успеат тие проксис, тие dogs of war заедно со исламистите да направат нешто,
тајно секако беа помагани од USA, од Британија и другите империалистички земји, но тие не успеа ништо, напротив, за недела дена беа смачкани од силите на Путин, на Асад и на иранците и на Хезбола. И така едноставно се виде таа неверојатна дискрапанца во капацитетот. Со тоа сознание би можела да кажеме дека американецот ја насети реалноста и сега се обидува да повторно да биде трговец, нели, да измукува пари, жмурејки, да речеме, пред хуманитарни катастрофи и воени катастрофи кои се случуваат во Јемен, покривајќи ги саудиците. Но тоа е едно класично рекетирање од страна на империализмот и тоа ќе иде, веројатно, се додека се вади нафта, има пари. Иако не им оди баш најдобро на саудиците, затоа што тие веќе продаваат дупло помалце нафта на Кина во однос на тоа што се случува, а од друга страна па Русија продава дупло повеќе. Така да сега русите го сафаќаат тој кинески пазар со енергенција, саудиецот на некој начин станува изолиран, а русот и кинезот нели имаат стратегиско партнерство и настапуваат заедно на ниво нели на она што се случува во светската геостратегија и геополитика. Исто така американците доживеа и страхотен пораз со Северна Кореја. Тоа е пораз на одмерување на силите, без инволвирање интеракција, но доволно беше тој психолошки момент кој покажа дека дебелото дете или Ким Џонг Ун е сушност многу по-ладен, по-кул играч од американците, им демонстрираше неверојатна фанатичност и хероизам, цврстина и наети, тие едноставно се повлекоа после тоа, за да не се избрукаат до крај, правеа некои војни вежни во Јужна Кореја, всушност внесувајќи ја на работ на конфликтот, а јужнокорејанците не можат да се спротивстават на Северна Кореја без оглед на американското оружје, затоа што немаат ни оддалеку таква мотивираност и фанатизам како севернокорејанците, но и не така изградена, дисциплинирана и фанатизирана армија како што ја има Ким, иначе наречен дебелото дете, кое нема страф од разноразни хегемонии, разноразни империи, кои се всушност тигрови од хартија, како што гледаме. Инаку стравот кај нашите аналитичари, кај нашите познавачи, експерти е забетониран. Значи, за нив Америка it's a great daddy и тие не можат да излезат од таа шема дека тоа е всушност некаков господ за нив, веројатно. Иако за мене едноставно еден мозаик, една конструкција која може брзо да се раздумда и да пропадне. Но како и да се работи за перцепции, зависи кој со што се хранел. Тие што се хранат со песимистички идеи ќе продуцираат песимистички слики, а тие што имаат надеж и што веруваат во пресвртници кои се позитивни и спасоносни, ќе веруваат во такви ситуации, колку да ги прават идиоти, глупаци, будали, зашто нивната наивност, нивната желба да се случи неможното е секогаш еден вид гротеска и карикатура за сите оние кои се наводно реални, кои всушност секогаш ја знаат вистината и се во дослух со неа, што се должи на нивната фантастична интелигенција, на нивното знаење, на нивната инволвираност и така натака. Всушност, често пати се самите тие затечени. Имаше една поговорка во 60-тите која вика да бидеме реални, да го посакуваме неочекуваното или неможното sejedno. Така и во случајот, во нашиот случај, треба да бидеме реални и да го очекуваме неможното. А може би неможното и ќе се случи наспроти сите очекувања на песимистите, наспроти сите оние дефетистички очајници, оние калимеровци, лиглиња кои цело време
вибрираат една таква темна димензија на реалноста и го трујат сето она што вибрира со нешто позитивно, повлекувајќи ги во своите баруштини пуни со катран. Тоа е таа вибрација на кобајање некаков реализам, кобајање некоја реалност, кобајање некоја стварност и вистина, всушност цело време му робуваат на нечастивиот на еден суптилен начин и самите не знаејќи дека се веќе фатени во мрежата на очајот и во мрежата на неспокојството, неверицата, неверувањето, во оној очаен кош на лузери, на луѓе кои едноставно не се борат, туку ќе се оклембесат и чекаат да изгнијат тука на тој простор кај што ќе се плеснат без да се покренат, без она да пружат и мал отпор. Секогаш ми биле одвратни, колку и да сум ги сожалувал тие луѓе, тие личности или тие феномени, да речеме, зашто може понекогаш да се работи за систем кој едноставно ќе почне да се оклембесува, чекајќи цело време некакво санирање, некаков апгрейдинг. Но во секој случај, дали ние сакале или не сакале, судбината си го прави своето, тоест Божјата волја функционира мимо сите можни логички предвидувања, мимо сите сценарија кои ги пишуваат разноразни вагабонди кои всушност се само фолиранти и ништо повеќе. Тие се најизненадени и најшокирани кога ќе се случат некои нешта кои воопшто не ги предвидувале. Например, да се вратиме малце на 9/11 и кулите близначки, кога се случи нешто што никој не го очекуваше, а сепак таа случка, тој ивент беше со таква магнитуда да секој нормален аналитичар, секој нормален, логичен промислувач на тоа собитие, на тој феномен би рекол: чекај, па овде сигурно се инволвирани стотици, ако не илјадници конспиративци во оваа мега акција. И сето тоа на крај завршува во некоја информативна помија од која човек не може да извлече никакви консеквенции, туку врз една илузија се трупаат нови илузии и така целата какафонија ќе создаде една матнина, една магла, една немоќ да се видат вистинските нешта и тие проваѓаат. Злостолниците проваѓаат, тие што направија масовно убиство од 3000 луѓе во Њу Јорк, тие ќе пројдат и ќе се отвараат војни, ќе страдаат етноси од другиот крај на планетата, во Афганистан, во Ирак, Блискиот Исток, секаде тоа ќе се бомбардира, ќе се уништуваат луѓе, ќе се симулираат некакви терористички организации, а све тоа за некаков профит всушност. И никој ништо не им може, зашто тие ги имаат клучевите, нели, на јавното мнение, ги поседуваат медиумите, исто така ги контролираат институциите кои би требало всушност да се грижат за праведноста и за вистинитоста на нештата, да се откријат сите субверзии и криминали кои се случуваат во општеството. Ова беше мега криминал и на никој ништо. Таму некои фиктивни терористи или некои жртви, некои патци, така, кои едноставно беа ставени во таа позиција, а потоа инкриминирани дека се мастермајндови извршители на тоа страхотно злодело. Како и да е, таков е овој свет. Свет на тотална неправда, но едно ќе ви кажам, пред да влеземе во оној момент каде што рекламите царуваат и сосема нови закони на логиката функционираат, а тоа е дека иако човекот не може да воспостави совршена правда, таа функционира на ниво на космичкиот ум. И таа како функционира? Таа не се манифестира низ некое флагрантно воспоставување правда од типот на гилотиња или од типот на сечење глави или затворски казни. Но сето тоа што е сгрешено се лепи на душата како карма и јаде од внатре. Квинтесенција со Ацо Станковски.
Што би рекле мудрите, контра политика, парла метафизика. И тоа е исто мојата теза. После сите овие крахови што се случија, најдобро е да се обрнеме на духовното, на мистичкото и да тихуваме малце за да дојдат конечно решенијата во нашите умови, затоа што све што треба да се случи доаѓа низ умот човечки, а поточно низ духот, пратено од Севишниот, кој секогаш има решение за се. И затоа може би е најдобро во оваа ситуација да го прифатиме оној таоистички концепт на тонење. Тонете како камен додека не стигнете до дното. А кога ќе стигнете до дното, веќе имате еден аспект на реалноста кој полека се раѓа во вас и создава нови идеи кои треба да ве дигнат нагоре и да ве направат повторно господар на ситуацијата. Но тука не се работи само за волјата за моќ, празна каква што е вообичаено, таа е само израз на една суета која се обезграничила и веќе нема свест за себе си, на тој начин водејќи се себе си во пропаста и другите што ја следат. Во случајот се работи за нешто многу поважно отколку чисто демонстрирање на моќ или контролирање на една состојба или на една конструкција или систем. Тука се работи за правичноста, за моралот, за она што е многу битно во животот на човека, пред се од духовен аспект земено. И доколку тоа го нема, тогаш навистина нашите животи се празни, пусти, глупави, како да не се вредни за живење, како да сме еден вид робови или канаринци во кафез кои пеат некакви ирационални песни, испуштаат звуци, сето тоа на еден патетичен начин оди кон бескрајот, сугерирајќи за фатумот на безобличниот и морбиден хаос, за ужасот на исчезнувањето и непостоењето, за сите наши илузии, за сите наши обиди пропаднати во небиднината. Но треба да се сврти другиот лист, зашто овој го знаем. Сме го живееле со векови и ни е многу познат. Тој е многу добро вграден во нашата колективна меморија и едноставно секогаш ни е пред очи, но ние како да не учиме ништо од тоа, како да почнуваме повторно и повторно од почеток, а се работи за една долга историја на лузерство, за неспособност да се изрази, да се имплементира нашето ја, нашата морална суштина во она што би требало да биде живот и систем и начин на однесување и интеракција помеѓу луѓето и една, да речеме, стварност која барем на тој план не би била отруена од сите тие ситни, мали опортунизми на луѓето кои навистина како да изгубија смисол за аксиолошките вредности на самиот живот и за животот како една неверојатна креација на умот Божи. А сега гледам една голема група азијати тука пред владата на Република Македонија, може би мислат дека е некаков музеј, па ја фотографираат. Порано тоа тука беа демонстрантите, но тие си отидоа, сега имаме некои 50 на кинези кои навистина вибрираат со фантастичен ентузијазам. Како и да е, хуморот е веројатно најпрекрасната мелодија на космичката музика. Ова беше квинтесенција со Ацо Станковски. Денеска е понеделник 22.5.2017 лето Божје. Ова беше Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредител и водител Ацо Станковски.
Датумот го кажавме дека е понеделник 22.5.2017 лето Божие. Заедно со Дине Вучков и Никола Јовановиќ ве поздравуваме и до слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи – земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.